Властите на САД вложуваат значителни напори за зајакнување на домашниот синџир на снадбување со критични минерали и други материјали што се користат во индустриите, од автомобили и зелена енергија до одбрана, воздухопловство и електроника. Председателот на САД Доналд Трамп веќе потпише извршна наредба за создавање на залихи од критични минерали во вредност од 12 милиарди долари со цел да се намали зависноста на САД од други земји за овие минерали и материјали. Од она што е познато и потврдено со геолошки истражувања, Македонија има бакар и антимон, две суровини кои се сметаат за нафта на новата ера, поради нивната клучна улога во воената индустрија и зелената транзиција. Големото наоѓалиште на бакар е потврдено во Иловица, каде се најавуваше инвестиција за рудник. Таа беше представена како најголема гринфилд инвестиција со првична вредност од околу 350 милиони евра. Од компанијата Euromax Resources тогаш соопштија дека просечната годишна вредност на извозот за време на 23 годишното работење ќе изнесува околу 180 милиони евра годишно, што представува зголемување од околу 4% на македонскиот извоз. Дополнително во близина на Крива Паланка се испитуваат капацитетите на антимон, а истражувањата со 5 милиони евра ги финансира Министерството за енергетика на САД преку стратешкиот диалог со Македонија. САД изминатиот период потпишаа повеќе големи договори за снадбување со критични минерали со Европската унија, Јапонија, Канада и други земји. Во домашната стратегија за минерални суровини 2026-2046, чиј носител во изработка беше МАНУ, се истакнува дека ваквите договори можат да донесат бенефити. Минерално богатите држави, особено оние што се во развој, може да имаат голем економски бенефит доколку потенцијалот од ваквата ситуација го искористат на правилен начин. Градењето на доверливи партнерства помеѓу државите добавувачи и државите корисници, мултилатералната соработка и транспарентноста се есенцијални во процесот на зголемување на производствените капацитети на критичните минерални суровини и материјали, се навидува во текстот на стратегијата. Министерството за енергетика на САД на почетокот на јуни додели 15 милиони долари за два проекти што ќе воспостават регионални конзорциуми за заврзување на развојот на нови синџири на снадбување со критични минерали и материјали од неконвенционални и секундарни суровини во сојузните држави Невада и Џорџија. Други 134 милиони долари беа издвоени за проекти во Минесота и Луизијана. Градењето на домашни синџири на снадбување за критични минерали значи дека сваќањето на вредноста на неконвенционалните суровини може да ги зајагне синџирите на снадбување за американското производство и производството на основни технологии, изјави помошничката секретарка за енергетика Одри Робертсон. Само во месец мај американското министерство за енергетика додели 45,7 милиони долари за 19 проекти кои имаат за цел да ги пополнат празнините во домашниот синџир на снадбување со критични минерали. Финансирањето поддржува развој на пилот проекти за преработка на ретки земни елементи и критични минерали, соопшти институцијата. Научните анализи потврдуваат дека со примена на безбедна технологија рударските проекти во земјава може да донесат сериозен економски развој. Во спротивно ресурсите ќе останат неискористени, а државата може да ја пропушти шансата да биде клучна алка во глобалниот напредок. Миријана Давидовска, Сител телевизија.